Драги мои, добро вечер и добре дојдовте. Обично кога има големи некои настани кои се, да речам, општо национални или, например, општо популарни, знае да се и испее химната и тоа е убаво, например, кога се големи спортски настани, кога е некаков голем ивент и така натаму и така натаму. Американците имаат убава една традиција, која не секогаш е успешна, но мене лично многу ми се допаѓа, а тоа е на големи настани или финалиња или скоро на сите големи, претпоставувам, надпревари, не сум проверил дали баш на сите, се пее американската химна. И се она што го прави тоа поинтересно, мене лично ми се допаѓа, што земаат ликови од музичкиот свет, кои просто изненадуваат со своите изведби. Например, ќе земат некој хеви металец кој не е пејач, но затоа е добар свирач на електрична гитара, или некој джезер на саксофон, или некој оперски пејач, или некаков пејач ваков или онаков. И секој на свој начин, некој со раскошно пеење, некој со пеење кое малку поинаку му одговара или на она што ја поминал својата кариера. Постои еден метал бенд кој заедно со Металика сигурно е еден од најстарите, најактивни и најпопуларни метал бендови во светот, а тоа е Iron Maiden. На еден надпревар во американски фудбал или во рагби, тоа ја го викам нивно, тоа не може да биде фудбал никош, настапува и химната ја пее никој повеќе или помалку, туку Брус Дикинсон. Човекот кој мене лично ме фасцинира, остай што е добар пејач, остай што е пејач на популарен бенд, многу популарен бенд како што е Iron Maiden, туку е возач, пилот на Boeing 747, најголемите авиони, лета и еве овдека му дале да ја изведе американската химна во НФЛ помеѓу Стилерс и Seahawks. Па еве, убаво за почеток. Iron Maiden's Bruce Dickinson. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars show the perilous fight. All the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the of the brave. Bruce Dickinson. Брус Дикинсон од Iron Maiden, бенд кој, ако не го знаете, имате голема дупка во општата култура. Не е проблем да ја познавате или да не ја познавате музиката. Тоа е светска музика сега, како да ви кажам, тоа е светска култура. Како што ја пред некој ден, слушајќи на македонско радио, една шармантна дама читаше за Блес Паскал. Ја Блес Паскал го знам како поем.
Така, тук и таму ми се појавува, затоа што во моето шминкерско време ја го читав Ниче, го читав Фройд, го читав Фром и така натаму, помодарството, што е ово, она, ваму, таму. И Блес Паскал ми помина. Кога прочитав, кога изговори една реченица за страдањето, инаку Блес Паскал толку, ја појма сум немал, на 60 и кусур години, мене очите ми се отвараат за Блес Паскал како филозоф, на страна што бил и математичар, на страна што бил голем христијанин, тумач на христијанството и така натаму. Вика, болеста е природна состојба на христијанинот. Кога се разболел, не ќе ли да се лечи? Ова е природно, да страдам, да ме боли. Затоа што знаел кон што води и зошто е страдал. Не сам mind-blowing, онака во кола. Благодарам на Македонско радио, што првата програма на Македонско радио, која е со сите мани и доблести, од време на време вади нешто што е од културата, што е од светската култура. А не можеш све да покриеш, не можеш се да знаеш. А јас сум површен, сакам од се помалце и никогаш не се продлабочувам, затоа што сакам широка општа култура. Затоа сум одбрал гимназија, за да имам општо познавање, да знам по се од секоја, и од хемија, и од физика, и од математика, и од литература, филозофија, географија, историја и така натаму, и така натаму. Мислам дека нема ништо поинтересно човек да сублимира од светската култура. А музиката, филозофијата, уметноста, тоа само да се држиш до локалното е надвор од умот. Па не знам зошто сум живеел, ако ги знам сите македонски песни, ги знам 80% од македонските песни, но ги знам и од 80% од светското богатство што е останато од светската музика. Почнувајќи од Присли, почнувајќи од Битлси, почнувајќи од Pink Floyd, Led Zeppelin, Deep Purple, Depeche Mode, New Wave што донесе, така што потоа подоснежните проекти на електронската музика како Orbital, Future Sound of London, Brian Eno со амбиенталните проекти, Radiohead. Што ќе ми бил животот да не го знам јас све ова, а да знам само моите режевеначки. Така што уживам токму во тие работи. А иначе, која веќе ги спомнавме Iron Maiden, не очекувајте сега да ве просветлувам ја, слушај, види што е Iron Maiden. Па ако за 4-5 децени, од кога се Iron Maiden? Од 80-та, од 75-та? Не знам ни самиот. Ајде да видам на Википедија. Iron Maiden, се англиски, од 75-та година. И уште се активни. Од 75-та! Овие кога идат на турнеја, сигурно носат дефибрилатор со нив. Стонси носат. Ама за мене Стонси се популарни, ама не се нешто светско значајно, што резилиент, ама музички не е толку. Може би повеќе Velvet Underground, Нико, така што има работи. Девид Бови, да не го збориме. Добро, но непосредно пред емисијата, бидејќи најавив дека ќе ја пуштам американската химна со Дикинсон, ме информира, благодарам колега, дека постојат Iron Maidens, поточно женска верзија на Iron Maiden. И сега ова е во живо, ја не знам дали имаат нешто снимено, дали имаат нешто свое, Iron Maidens во Тексас, live снимки, албум, нема. Добро. Ајде, тогаш ќе видиме Iron Maidens,
што е најпопуларно од нив, да ги видиме кициве. Они свират кавери од Iron Maiden. Кавери. Mix the Iron Maiden, Iron Maiden, 20 милиона. In the NAM 2012. Молам? Добро, не можам. Океј. Чиме е погрешно, ќе прерипаме, ќе се спремиме за друг пат, да не губам време во пребарување. Бидејќи немаме Iron Maiden, за сите љубители на светската музика, да, молим те. Одамна се прашувам, мислам дека не би требало да се менува кадар, затоа што многу позначена е оваа слика, фотографија и снимка. Ја мислам дека песната се вика "Помириши цвет љубави". Не знам. ตั้งใจจะพูดออกไปให้เธอรู้ใจก็หายหนักหนาเมื่อเธอสบตาประมาหัวใจประหนึ่งเหมือนมีไฟมาแผดเผาเฝ้าแต่ไฟฝันเฝ้าคอยคืนวันฝัน Толку беше? Штета. Како бе нема концерт овој 2 сати? Дамнит. Најубавите работи најкратко траат. Еве уште една од него имам.สุขจริงนะกิ่งทองสมแล้วคู่ครองน้อง Мислам дека ова е единствено машко кој има камелтол. Машко со камелтол. เป็นเศรษฐีที่ไม่อิจฉาเพราะว่าบุญพี่ไม่มีเทียมน้องคน Што има позади? เคยจับจองกิ่งทองใบน้อย Напред има цвет, да му го мириснеш цветот. Добро? เหนียวโน้มละลม Тоа плавото од позади што е? Што е плавото од позади? Тоа ти знаеш. Ја појма немам. Добро. Инаку типот се вика Номна Папаралерн. 70.000 следбеници има. Да. Не знам од каде. Мене ми личи дека е од Бугарија. Вие? Симпатичен дечко. Мислам, би требало да дојде у Македонија на некој подкаст овде. Да видам што изведби има овде. Не се изведби, ова се фотографии. Отишол у Бразил. Право место за него. И пак цветче има на стратешко место. Каква нежна душа е овој, бе, Абе, толку трае ли ми ги прекинуваш ти? Olá, bom dia, Racing. Ама камелто, Olá, bom dia. тесна фармерица, เดี๋ยวผมจะพาทุกคน душиче. Нешто не ми е во ред ова, прекратко ми траат видеава. Да, може би. Добро, толку видовме, менјај кадар. И да менјаш. Океј, имаме платена реклама од фирмата Axus. Ме замолија да пуштам малку. А јас сум голем љубител на Wi-Fi. И за поврзување. Ама сакам и Hi-Fi. Тоа е за високо поврзување. И еве ја пораката платена.
Како беше ЕПП? Економско-пропагандна порака. Ве молам да се забележи и Совет за радиоконтузија веднаш да испрати фактура овдека за наплата у мојава емисија за рекламата. Не, чекај, над човечанските треба ова да го... Звукот да се уклучи. Тешко е малце, знам. Получавате най-високо ниво на сигурност. Apple е лидер в конфиденциалността. iPhone защитава вашите данни с Face ID, криптиране на лични данни и стриктни мерки за конфиденциалност. С iPhone вашето пространство е сигурно. Никой няма достъп до данните, освен вас. Заповядайте в магазин Asus, където ще откриете всички модели на iPhone и аксесуари за тях. Asus Kaufland и Asus Крес. Очакваме ви! Го купи новиот iPhone. Ниво на сигурност. Apple е лидер в конфиденциалността. iPhone защитава вашите данни с Face ID, криптиране на лични данни и стриктни мерки И за да не си менял конфиденциалност. кадър, С дурне ти iPhone кажа. вашето пространство е сигурно. Никой няма достъп до данните, освен вас. Заповядайте в магазин Asus, където ще откриете всички модели на iPhone и аксесуари за тях. Asus Kaufland и Asus Крес. Очакваме ви! Чекај. Пазарджик. Град Пазарджик. Ме слушаш ли убаво? Значи, пали колата, пиши налог. Град Пазарджик, улица Димчо Дебелјанов. 3 в Кауфланд. Магазин Аксус. Еми, какво сега да ти казвам? Прекинвай ја емисијата, седнувај в автомобило и веднага да одиме да купиме. И да й кажеш мерси на мадам. Обавезно. Добро. Што ново ни донесе новиот iPhone? Сите се возбудени околу iPhone-от и со право. Навистина, убава портокалова боја и убава нова форма на камерата. Види, што и да кажете за iPhone-от, iPhone-џија нема да го премислите. Тоа е исто као Скопјани кога викаат Скопје е загадено. Како вика Миле Банига? Абе, џабе кажујете дека ние у село не се враќаме. Така и iPhone-џија. Чекам сега само над човечански. Така е. Еве мала една анализа на iPhone-от, камерата. Браво. Одлично. Видовме, ова ти е како поезија од Јоан Котески. Езеро. Езерото рипче. Од рипчето камче. Под камчето ништо особено. И што е проблемот? Супер си е телефона. Не, без иронија, стварно е прав. И што ако имало пластика? А што други не имаат? Шербет и сутлијач? Што имаат? Супер е iPhone. Јас сум навлечен на Android, инаку не би имал никаков проблем со iPhone. Еве, батерија зис. Добро. Pro Max. Машала, машала. Ја да имам пари, вака ќе ви правам и, например, новото Ауди.
Добро, што сака да ми каже? Овие се фейкот? Да, ова е најверојатно фейк айфоните што се продаваат за глупа маса, да не знам што купе. Железо. Добро. Мерси боку, мерси. Калпазан. Еми, какво казваш? Како да ти казвам? Океј, уште малце ќе идеме на светска политика, белосветска политика. Не знам што вика. Viktore, šta ćeš ti biti kad porasteš? Ma nećeš, ti ćeš biti doktor. Neću doktor, pa ću jebat. Ma nećeš odmah, pa to je jako ružno. Ma bit ćeš ti doktor. Neću jebat. Ја немам превод, не знам што збори. Šta Ја ćeš го biti ti, слушам Viktor, kad певач. porasteš? Jebat! Sve jače ovo. Viktore, šta ćeš ti biti kad porasteš? Jebat. Ma nećeš, ti ćeš biti doktor. Neću doktor, pa ću jebat. Можеш сега да замислиш таткото седнат у кафана со друштво, да ти пуштам. И онака, брат, свака час тура од мене имаш. Како ти добро воспитаваш дете? Може да мисли, може да каже, ќе бидам пеач како оној од Малезија. Помириши цвет љубави. Вика, син ми стана пејач. Јако да, браво, шо? У Малезија. Океј. Светска политика. Ова е германската министерка која слетува во Кина и бидејќи Германија многу арогантни ставови изнесуваше спрема Кина, спрема кинескиот председател, спрема нивната револуција, спрема сето она, што и легитимно, сваќаш. Ја мислам дека вие не сте добри, така да. Сега со кој памет решила да иде во Кина и, нели, официјална средба. Еве ја низината официјална средба. Ова е пречекот на кинеската министерка. Ја гледате збунетоста. Никој не дојде да ја пречека. Ама никој, ниедно официјално лице. Гледај. Изгубен германец, викаше татко ми. Какво понижување, еј. Ја сум видел дипломатски понижувања, ама вакво бришење патос. Абе, мислам дека мрсул која ќе исекнеш, вакво нешто не виде. Па уште избунета целата. И тој незиниот ти вика, не, вика, таксите онде те чека. Автобусот. Да. Такси лидер. Ао, дечке, ја ова не ви го измишлям. Ја не можам да бидам про-кинески или про-германски. На страна од сето тоа. Китка ми вене и за едните и за другите. Поточно исто си ги сакам и едните и другите. Што со те? Вака понижења? Šta hoćeš da budeš kad porasteš? Pevač! Сега, овде муабетот е на англиски. На Хималаите имало поплава. И нашле тип да им објасни што се случува. Нормално, знаете, врвот на новинарството и идеш по улица со микрофонот, да најдеш некој ретард да ти каже: ете народот, што мисли за ситуацијата? Ако народот мисли, уклучи ги таму ретардите у студио и нека трескаат глупости, кој што ќе му текне. Ама ово е, како се викаше оној, патороли се викаше, што објаснуваше, никој не го разбираше.
Така да и оние што знаат грам англиски ќе сватат дека апсолутно ништо не разбираат. Слушај. Flood is the Himalaya Parvat is a very rainfall, and this is the China. This is the World War, and you have do not Narendra Modi. What is this? Cancel. I know Japan, Rus, and Russia. Do you understand? It is man-made disaster or not? No disaster that you like. Rainfall is not because of do you understand my son theory? But no, you have been underestimated by the intercourse. No, Aurat woman is the very. Но, а овој од позади интелектуалецов го разбирам. Да, мене у кадар, пошто ја треба, јас сум тој, да. Ја у кадар! Врати, ја у кадар! Зашто не сум ја у кадар? Така, исклучи. Нема видео. Ако иде видеото, не гледате видео. In this matter, 8 meter depth. ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ Sir, flood is the Himalaya Parvat is a very rainfall, and this is the China. This is the World War, and you have do not Narendra Modi. What is this? Cancel. I know Japan, Rus, and Russia. Do you understand? It is man-made disaster or not? No disaster that you like. Rainfall is not because of do you understand my son theory? But no, you have been underestimated by the intercourse. No, Aurat woman is the very well. What is this? What are you doing? Are you message anything? In this matter, 8 meter depth. ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ Sir, Само мене ми треба на чат GPT некој да го пушти видео и да ми го извади целиот текст екстрахиран, што кажува, а потоа да го преведам во Translate и тоа ќе биде, не знам дали ќе биде добро за една метал или рап песна, или можеби нешто микс помеѓу рап и метал, и тоа би било феноменално, изворедно, фантапластично. Инаку, она што не видовте од Apple ивентот е дополнителните, толку многу луѓето се возбудија во врска со најновите производи со најновиот iPhone, да ги пропуштија најклучните нови производи кои Apple ги извади. Ја не знам како не купивте до сега. Еве, наместо, например, за професионалните сниматели, за професионалните фотографи, за вашите свадби, за вашите митинзи, за големите настани, зашто да праќате дронови? Од кај знае дронот, па ти иди го, па го дувнал ветер, ово, она. Apple мисли на вас. Затоа, еве ви го, новиот Apple Jetpack, $119,999. И нема да ви го покажат во телевизија, пошто им забранија овде. Ви дозволија? Браво! Apple Jetpack, $120,000. Од кај знам? Па ја го имам представникот на Apple, тука соработува со мене. Он го има ова купено 5 години пред Apple да го извади. Го има расипано до сега. Каде? Зашо бе го избриша? Ајде, цензура. Да видиме шо друго, не мене кадар. Да видиме шо друго. Еве го Apple E-Moto. $240,000. Ете.
Мојот драг пријател некогаш возеше мотори, батали сега нема толку време, но осеќам покрај джетпекот дека и ново моторче ќе купи. Apple е мото. Потоа Apple Car. Apple Car. Apple Car-от е колку пари? 119.000 гола вода. Сега, додуше, ова е со 4 тркала, а ова е со 6 тркала. Мислам дека ова со 6 тркала стварно го личи за Apple. Да видиме друго. Apple Teleport, 29 милиони долари. Apple Ship, 1 милиарда. Apple Chair, 1 милион. Apple Orange, 39 долари. Apple Hologram, 899.999 долари. Apple Scooter, 5.000 долари. Маша. Ова е едини скутер кој кога го возиш не си геј. Ова си транс. Apple Time Machine, 35.000 долари. Така. Jetpack, одлично. Со здравје да се служите, што да ви кажам. Нешто сум спремил. Сега ми тека. Знаеш, кој открива топла вода на Инстаграм и ти дава, еве како се суши коса. Чекај да си насмеам, но ти нема да можам да го зборам, да го коментирам. Океј, дај го. Ти вика не со фен, гледај сега вака. Го посла, мокре е косата, посла пешкирот и... Како да ја суши косата? И ето сува ми е. 盖了，真刚来。 Не, крај на програмата, што се... Вади бушоните, други. Тури му пепал. Немаме веќе што да правиме. Океј, 45 минути, не, пола саат јадеме бурек, така? 8:15, добро, пола саат јадеме бурек. Одиме малце да мрчиме. Треба да ме изнервираш, многу сум расположен, позитивно, не знам зошто. Има ли причина? Нема. Па појма немам, ама не можеш да ме изнервираш со тоа, затоа што си во право. Нешто друго, нешто што не сум во право, нешто да ме заеде. Нешто, Јанко, многу си ослабел. Мрш! Да земам да ја сушам коса во уживо. Добро. Чекај малце. Чекај ме полека. Бог да чува. Океј. Ајде да се изнервирам. Јанко, изнервирај се. Не е лесно, ама и лесно е. Насловот е Македонија гори, бидејќи е во војна. Слушај ваму, кој слуша, ќе чуе.
Здраво, драги мои пријатели и пријателки. Нема керефеки, нема зафрканци, нема убав ден, добар ден. Македонија е во војна. Don't panic, подолго време сме во војна. Очигледно не ви е јасно. На тие што треба им е јасно, но војната состојба е со малку поинаква војна. Имено, драги мои, се сеќавате дека лани кога ги изгубија изборите, владеачките партии, една колку толку дудука, ма бар се повлече, другава многу дрско, грабливо, како орел грабливец вака, одузго, има ние да бидеме во власт. Се сеќавам тогаш Александар Николовски беше кај мене, а и му објавив тогаш еден твит, има значи година и пол, година, да и неколку месеци. Рече, нема никаква коалиција со ДУИ. Знам колку хейт и муабети излегоа тогаш по Фейсбукот кај мене, лаже, нема врска и така натаму. Еве не сега, после подолго време, остана на зборот. ДУИ не е во власт. И дали се сеќавате за заканите? Војна, искачање на улици, пушки од таваните и така натаму. Еве ви, што не ви е јасно? Ама горат отпад, гори ѓубриште, горат депони, гореа пожари. Дали сваќате дека секој ден со месеци наназад Македонија се бори? Што е војна, бе, кажете ми? Што е војна, освен кога ќе си ја видите земјата во пламен? Да, буквално во пламен. Што е земјата во пламен? Републиката во пламен. Еве ви е републиката во пламен. Не, нема ништо да ви пуштам звуци, не е ни потребно. Луѓето со многу вулгарност одека коментираат додека се гледа овој последниот пожар во Трубарево, каде што гори електронски отпад. Електронски отпад, тоа ви е од акумулатори, компјутери, телевизори и така натаму. Знаете ли колку метали, колку хемикалии содржи еден електронски апарат? Не. Може само да претпоставите, ама не знаете. За разлика од вас, па ја многу знам и тоа е просто вака неверојатно. Количините се минимални ако ги гледате по еден апарат, но кога ќе се соберат 1, 2, 10, 100 и кога ќе се запалат, тогаш е страшно. Кажете ми, што е ова? Ова е природна непогода? Ова е само запалување? Или ова е подметнат пожар? Ако е подметнат пожар, кажете ми што е? Тероризам? Да, тероризам. Ако тероризам не е вовед во војна, што е? Но, знаете како, ако прогласиме војна состојба или воредна состојба, тоа значи делегитимирање на сите институции за демократијата и тоа нивке им одговара да ја продолжуваат што е можно ситуацијата и да се наметнуваат како фактор без кој не се може. Поточно, да ве убедуваат дека или они ќе бидат на власт, или нема да видите бел ден. Тоа е опозицијата. Тоа е моје скромно мислење. Ја немам докази, ја не сум истражител, ја не сум ниту, не знам, специјален. Имам здрава памет. Кому му одговара да гори Македонија вака? Секој ден, every fucking day. Македонија гори и Македонија е во војна. Тука немам двојби, драги мои. И сега памет во глава. Прво вие што треба да направите да не уцвикате. Второ, треба да бидете активни. И треба да знаете кој е непријателот. Дали гледате сега каде иде хейтот? Како бе све, разбирливо е, нели, кој е на власт, тој е одговорен. Кој ги подметна пожарите? Ова кај нас почнува од Кочани наваму. Јас ви велам дека за некоја година ние страшни работи ќе сватиме. Ние имаме човечки жртви. Во име на што? И во име на кој? Ова е специјална војна. Ова е војна. Ова не е
фронтовска војна. Ова не е отворена војна, ама ова не е војна за занемарување. И треба да знаете кој ви е непријателот. Како бе никој не се прашува кој ги подметнува пожарите. Како никој не се прашува зошто никој не е уапсен. Фала Богу. Не сакам да се мешам по социјалните мрежи, инаку прилично лајам и гласен ми е постот мој, но нели, за пожарот во Трубарево приведени 4 лица. Истрагата е во тек. Дали сум задоволен? Не. Затоа што првите двајца се газдите на објектот кој може и абер немале. Другите двајца можат да бидат посомнителни. Но има овде цела партиска структура кој стои за ова. А кога премиер ќе ти каже дека за ова стојат внатрешни, но и надворешни структури за ова палење на Македонија, тоа ми дава прво надеж и уште поголема вознемиреност. Ова е голема ситуација. Ова е бара будност од сите нас и бара фокус. Следниви избори ќе биде газење. Затоа што знаеја, ги видоа рейтинзите, ги знаат резултатите. Само радикализација ќе им помогне. Затоа, драги мои, не ја давајте Македонија, затоа бидете паметни и знајте од каде дува ветерот, кој ни е непријателот и што не очекува. Подкасти, вести, партиски соопштенија. Со што се занимаваат? Македонија гори, власта е неспособна. Океј, добро. Дали ме убедивте да гласам против оваа власт? Еве, вас ве прашувам. Океј, знаеш кога ќе ме убедите? Кога ќе ми покажете и докажете кој пали. Бидејќи ако вие дојдете, сигурно нема да дознаеме, затоа што и основното прашање, кому му одговара ова палење? Како, по која кламидија лудило ментално ќе ме убедите дека власта сама пали? Дека власта е неспособна, зошто некој на својот приватен отпад го запалил или некој му дошол и му го запалил отпадот. Каде што некој му дал дозвола пред 5 години, близу населено место, близу школа, да отвори отпад. Шо е со микрофонот? Добар е. Шо се будиш? Ако го притиснат. Ти да го притиснеш малце. Луѓе, цело лето имаме пожар до пожар. Колку пати ги фатија? И сега, многу ми навикаат, абе пикни ги у затвор. Ама пази кој викаат. Не оние што се патриоти што ја сакаат Македонија. Туку во сценаријата намерно пуштаат деца кои можеби и не се виновни за целото тоа, затоа што имаат докази, овие да ги приведат и овие да викаат ете, нема правда, затвараат деца, нема демократија и така натаму и така натаму. Јавното обвинителство има купишта пријави за криминал на претходната власт која не постапува. И сега, оваа власт добива извештај од Европската Унија. Европската Унија им вика судството ви е корумпирано, обвинителството не постапува по предметите. Власта лани заклучи дека треба да направи чистка во судството. Ние сите рековме бимбери ќатварсан. Ајде, конечно и тоа да го видиме. Како почнаа да притискаат за да дојде до смена во судството на корумпирани суди, корумпирани обвинители?
стигна извештаите од Европска унија дека власта се мешала во судството. Така, бидејќи за разлика од претходниот нивни лидер, овој лидер малце попаметен и вика, нема да ме дупите, сори. Океј, терајте си вака. И сега што им прави? Сега ќе речат дека повторно судството не чини, но во извештајот секогаш мора да има оној апендикс дека власта се мешала, но овој пат власта не се мешала. Како да направиш промена во судството, а да не се мешаш и да не правиш промена кај судиите? Дали сваќате дека намештајкава ни ја прави Европа? Секогаш од Европа, секогаш страњата овде доаѓале од Франција и од Германија. Никој друг. Никој друг. Обично ќе речете Америка. Каква Америка, бе? Сима Америка своји проблеми. И Америка да сакаше да дигне раци и да ја направи прчија од земја, одамна тоа ќе беше. Ај кажете ми, како ќе направите? Како да го апсиш? Кога јавно обвинителство не може Министерството за трговија да отиде да уапси некого, а полицијата може да пријави и јавното обвинителство покренува и дава налог. И сега, ако тоа не го направиш спрема јавно обвинителство, овие испраќаат 300 милови, сите амбасадери, како апсите? Човече, уби овој, запали ово, она, не, јавно обвинителство немало. Па јавното обвинителство нели не ви чини по вашиот извештај? Да, треба да се смени. Па пробавме да го смениме. Да, ама тоа е мешање во тоа. Значи, пази, ова е изживување. И овде само бара нерви и само чекаш. Бидејќи стварно ова е веќе надприроден чин. Овде веќе дипломатија не помага. Овде е сега надвор од думот, бидејќи повторно, еве социјалниве мрежи, еве овие познативе популарни подкастери. Власта била неспособна. Како, значи, ако некој мене дојде крадец дома, ми направи белја, власта е неспособна, зашто не спречила крадецот да влезе дома. Добро? А знаете дека ако го спрешам крадецот дома, ќе бидам обвинет? Се сеќавате на дедото што си ја бранеше бабата кога му влегува и со пушки и кога нападјачите што ќе му ја убија, што ќе го убија и него и бабата ги застрела? Го пикна у затвор. Вика, па не е требало да пука. Не е требал да се брани. А така е денеска во Канада, така е во Франција, така е во Британија, во Германија. И нормално после власта не чинала. Луѓе радикализираат. Да, они мислат дека ние до толку сме види, македонското е генерално на прв поглед серко, плачипичка. Но тоа е само на прв поглед. А чим не се буни, овој цвика. Арно, ама пак заборавате што направи македонскиот народ лани на избори. Ве избриша. И то не со тоалетна хартија како после пролив, туку ве зами со туш, со јак туш, со црево, се изми. Што мислите, што ќе биде сега? Што мислите, народов, што мисли, кој пали? И зошто сите овие што зборате, окей да ја критикуваш власта? Не спречувам. Апсолутно секоја власт треба да биде критикувана. Потполно, јасно. И тоа е многу нормален процес. Но како никој не се прашува, кој пали бе? Па што не го уапсиш? Па не можеш да го уапсиш затоа што јавно обвинителство не постапува. Ги имаме доказите, не можеш. Значи, ти можеш да извадиш доказ. Дали, еве ќе ви кажам сега каков е законот. Каков е тој булшит. Го наоѓам мојот украден точак. Во двор, таму и таму, затоа што сум устал так. Идам во полиција и викам,
мојот точак е украден. Еве ми ја пријавата пред 6 месеци. Добро? Го најдов точакот. Добро? Еве го во двор кај овој. Добро? Да го земам. Не може. Немам налог. Јавно обвинителство. Идеш у јавно обвинителство, ќе разгледаме, не си дојде на ред. Отидеш ли сам да си го земеш точакот, за 5 минути ќе бидеш уапсен, пендрек напикан кај што сонце не те фаќа и уште ќе добиеш кривична пријава. Аха, јес дечки, trust me. А камо ли за вакви работи? Драги мои, не може у овој... Значи, ние имаме работа војна со зло. Зло кое точно знае дека ќе биде заштитено од обвинителството, дека нема да биде процесирано, затоа што се напикани 30 години тамо. Затоа што секогаш кога се побаруваат реформи во судството, ВМРО-вците се пикале. Па камо да имаше ВМРО-вски судии, дал ке беше таква ситуацијата? Да видиш колку од тоа лопужаната наназад. Многу мина. Зошто Филипче не е во затвор? Затоа што нема кој да му ги isprocesira криминалите. Еве, например, барем за у Хонг Конг парите што ги искешира однапред за наводните вакцини, 15-150.000 евра или колку беа. Или за купиштата мртви. Што мислите, колку пријави има од луѓе, од семејства, од фамилии и сведоштва во мојава емисија за тотално аматерското однесување, непознавање и немање протокол за време на короната? Има. Зошто не се процесира? Обвинителството. Ама сега е власта. Абе, ако... До кога дибеци ќе бидете и ќе не правите будали? Знаеме како функционира едно демократско општество. Не можеш ти некого да апсиш додека не добиеш налог. Дури единствено ако го фатиш адакта во момент на убиство и така натаму, можеш само да му одредиш притвор. Процес нема, судење нема, додека не дојде до судење. А за да дојде до судење, еве ќе ви кажам, Александар Николовски беше тука кај мене и вика министер за транспорт и врски, вице-премиер на Република Македонија. Првиот ден кога дојда во Министерство за транспорт и врски, го викнав Тошовски и му дадов 3 предмета за еклатантен криминал во Министерството. До ден денес ништо не е процесирано од тоа. Добро ви викам, зошто нема ништо? Јавно обвинителство не постапува. А они си имаат своје опредоја. Види, не потполно ова, истрагата е во тек, дрке Джон. Thank you and fuck you. Пробај да ги притиснеш Европска унија и сега Европска унија ти вика. Имавте криминал во владата ова оно, зошто не е процесиран? Процесиране, еве поднесено е ова оно ваму тамо. Јавното судството не ви чини. Океј? Притискаш у судството да ставиш судии кои се некорумпирани. Одма истиот тој што те критикува, ти вика мешање во судството. И не карикирам бе луѓе. Ова е наедноставно, како пред гранапче ви објаснувам како не е бава Европа. Дупење у здрав мозок. У овој момент у Европа постои еден цел процес кај што украинците се фалат со тоа, а го објавив пред некој ден, гледам никој. Предпоставувам дека повеќето од публиката слабо знае англиски, а и тие што знаат англиски едва и разбираат за што се збори. Збори вика, фон дер Лајнен во овој момент работи за надминување на консензусот во Европската унија за прием на нови членки. Зошто? За да ја примат Украина. Поточно, консензусот да може одлуката да биде главно од Германија и Франција. Или да речеме и Данска, и Холандија и толку. Да, Унгарија која се противи за приемот на Европската унија, на Украина во Европската унија, биде пренебрегнат. Добро, фала, ама еве вие не сте битни, Украина ние одлучивме да ја примиме. А можело? Колку години опозицијата сега не дупеше у мозок, мора бугарите во устав, мора да смениме име, мора да смениме устав, мора да смениме ова, мора да смениме пол,
Мора да го примиш анално. И сега, види, па не мора баш. Ама ова е побитно, вие не сте битни. Не е критично кај вас. Така, за тебе не е критично, за мене е критично. Како никој не поставува прашање кој ги пали пожарите? И уште искача Филипче и вика, власта е неспособна, Македонија гори. Океј. Не е лага. Секој месец по еден голем пожар имаме. Кој ги пали пожарите? Ама ти, Јанко, свиња дебела. Така е, Јанко е свиња дебела. Јанко, ти си педер. Јанко е педер, свиња дебела. Све се согла. Јанко, ти си најглуп на свет. Многу сум глуп. Јанко, ти си куропушач на власт. А ти сум. Јанко, ти си глуп. Глуп сум. Ти си едно обично говедо. Говедо сум. Каже ми кој ги пали пожарите и све тоа другото го прифаќам на епитаф. Да ми го запишете. На гроб да ми мочате. Затоа што мојот здрав разум знае кој го прави тоа. И тие што го прават тоа знаат дека не можат да бидат процесирани од нивни луѓе. Нема никогаш да ги потпишат налозите они да бидат апсени. Имаш некој ефекти штурци? Немаш. А нормално немаш. Кај смееш да имаш? Не видео, само звук, гласно. До крај на емисија штурци ќе слушаме. €3.000 квадрат Скопје, одлично. Блокирање раскрсници, загадување имало, одлично. Протести против загадувањето, одлично. Кој пали, кој загадува. Сори, мене не ме интересира состојбата, не ме интересира мене кој е, мене ми е загадено. Извини, мене ме интересира. Јас седам дома и гледам чуди. Отвори прозорот. Абе, шо отвори прозорот? Иди види у кујна да не се запалила рингла. Иди види у купатило греалката да не прегорела. Иди види у спална радиаторот електричен да не испушта. Што е работата? Здрав разум ја бара причината. Дебил, ретардиран, дегенерик, кретен, идиот, свиња дебела ко мене. Ја бара причината. Јас сум глуп, ете. Ја барам причината. Ја не идам да протестирам затоа што сум видел загадување. Ја протестирам зошто не се уапсени тие. И да, се согласувам со премиерот, дека е ова специјална војна. Уште лани ни рекоа, не сме у власт, ќе видите. И јас стварно мислев дека по планини ќе ги симнат пушките од тавани и ќе иде по плани. Свикам, ама нема сега таква поддршка. Бунд стил е веќе со турци, американците веќе олабавија целата работа. На Курти му го видовте по случајот од амбасадата у Приштина што му ги спратија на Курти, дека ги замрзнуваат односите со Косово. Американска амбасада му вика thank you and fuck you. Пуштање низ вода. И ова е единствено. Значи, кога јас би бил опозиција и очајник и би се трудил да се вратам по секоја цена на власт, а бидејќи овие се тврдоглави од власта и не ме враќаат и не ме земаат во коалиција и не ме ставаат на власт, а мене ми треба пари да ги плаќам бившите борци, нели инаку тешко мене, тогаш не ми останува ништо да се радикализирам. Бидејќи автобуси климатизирани стана јасно, нема никој да се испраќа за да ги вадат кога ќе ги притиснеме, дека нема да се одобри никакво дигање во воздух на мотели и на манастири, тогаш останува палење
на ѓубришта. Контрааргументи? Штурци? Добро, добро, чекам. Да. Чекам. Да. Мяу. Луѓе, нема да престане ова. Уште пожари ќе има. Затоа што овие абнормална ладнокрвност покажуваат спрема оние кои уценуваат. Знаете, има земји кои преговараат со терористи. Преговараат со киднапери. Има земји кои не преговараат. Што мислите? Дали оној што пали и убива треба да се седне да се преговара? Дали ни треба нов Охридски договор? Ја мислам не. Но мислам дека ни треба спроведување на закон. Но законот не може да се спроведе ако се функционира. Функционира влада, функционира полиција, не функционира обвинителство. Како да го процесираш? Дури и ја криминал да направам. Може да ме приведат и да ме задржат 7 дена под некакво дека, нели, можам да влијам врз сведоци и што ти ја знам. Но после јавно обвинителство треба да поднесе, да направи предмети, да поднесе за мене, за да почне процедура за моje судење. Не може да не можеш да ме затвориш додека јавно обвинителство не рече Јанко у Бајбокана, таму кај гејчињата да му се изнаредат сите, да го турите у бурето и од сабајле до вечеру ни стоа дупчето сите да му се изнаредат. Океј? Кој пали? Кој ги пали пожарите низ Македонија? Шумски, Вардариште. Кој ги запали сите овие пожари? Кој бре, кажете ми? Не таму ми пишеш југословенско борење. Кој е југословенско борење? Едино борење што сум се борел со бившите низ кревет. Дај ми не ти дам. Панче Цикарски вика, апсење на полуобвинителство е лекот. Не можеш да ги уапсиш. Дали разбираш дека не можеш? Дека се заштитени. Зато се обвинителство, зато се стаени тамо. Имунитет. Треба да дојде процес на смена. Треба да почне процес еден во собрание, на гласење и така натаму. Тој процес не може да дојде бидејќи го блокираат Франција, Германија и викаат тоа е мешање во судството. А од друга страна истите тие викаат дека судството е корумпирано. Колку депонии летови изгореа? Колку шумски пожари имаше? Колку од тие шумски пожари, дали се сеќавате, беа пуштени, запалени гуми низ падина доле и се прошируваше пожарот? Уште намештајка правеа, деца пуштаа, не можеш да го опсиш што ќе му правиш на дете. Го плаќа, ќе му даде 20, 30, 50 евра и качи се. Горе имаме оставено, бидејќи некој претходно 2 недели претходно оставил гуми. Еве ти канта нафта или бензин, што и дае, запали ги и джитни ги надоле. На дете нема да му текне, ако некој не му каже. А кој му каже? Не е едноставно.
бидејќи си имаме работа со една примитивна, некултурна, нецивилизирана, очајна терористичка група, опозиција која е толку лошо стои со својот рейтинг, да нема што друго да направи освен тоа. И на крај ќе ти излезе што сум дигал рука у вторник. Не знам колку од тие, ако ми извадат едната рака, другата рака, ќе ми речат: ајме го фашист! Дигам рака у вторник. Дигам 2 раце у вторник. Немој, чичко, немој гај. Шо е ова? Шо пушти? Шо е ова? Шо вика? Военко Филипче, шоштојбата апсолутно излегува од контрола. За неколку дена изгореа 2 фабрики, 2 недели власта не може да ги изгасне депониите Дрисла и Вардариште, Скопјани се трујат во канцерогени материи. Сега гори и складиштето за отпадни материи и суровини во Трубарево. Државата наместо горда стана држава во хаос, наместо твоја Македонија изгоре. Мора да се стави крај на оваа неодговорност, баш и Бозук е накаданост. Македонија е веќе опасно место за живење. Што сум дигал рука у вторник да му... Хајде да видиме дали народот е глуп, па да прочитаме нешто од коментарите на оваа објава. Еве, например, Сречко Кеко Мишковски коментира: дали Филип Чесова го потврди сомнежот дека СДСМ може би стои или ги поддржува потпалувачите на Дрисла и Вардариште, а со кои управува токму опозицијата? Ни буква барање да се најдат виновниците кои подметнува пожари. Со ова, дали Филип че испраќа порака? Не можете толку да угаснете колку што можеме ние да запалиме. Не! Он испраќа следнава порака: изберете не нас, нема да има више палење. Сега некој ќе си рече: па чекај, може би други ќе почнат да палат. Не. Менталниот склоп на другите не им дозволува да си ја палат сопствената земја. Затоа што менталниот склоп на овие не им дозволуваше ни промена на име, ни промена на устав, ни бугари во устав, а на другиве, ве молам избер. Знаеш што, понекој си викам: чекај, абе, вратете ги, скрос, онака, погазете ги ВМРО да помане. Да не постоја, тотално, и вратете ги СДСМ. И после да ја пееме: минаха години, откако заминваја, чакам те да дојдеш, чакам те со збујна страх. На. И нормално, Дарко Митревски која ќе дојде овде на интервју, мене и него да не уапсат: ами какво вие правите бе, те филм трето полувреме бе, калпазани бе, Ще те ебам, ще умреш. Ако. Понекоја си мислам, ако македонскиот народ не ги доелиминира до крај, не да нема ни еден градоначалник во нивните средини, туку да не можат веќе да бидат ни председатели на куќен совет, заслужуваме све лошо што ќе ни се случува. Туку, фала Богу, Орсе Георгиевски ќе биде новиот градоначалник на град Скопје и работите преку ноќ ќе се сменат за помалку од пар месеци. Океј. За крај, штурци, па и не мора со штурци, можеме пак да си се раздвоиме со... Да, слушај вамо, така? Здраво, драги мои пријатели и пријателки, нема керефеки.
Нема за Африканци, нема убав ден, добар ден. Македонија е во војна. Don't panic, подолго време сме во војна. Очигледно не ви е јасно. На тие што треба им е јасно, но војната состојба е со малку поинаква војна. Имено, драги мои, се сеќавате дека лани кога ги изгубија изборите, владеачките партии, една колку толку дудука, ама бар се повлече, другава многу дрско, грабливо, како орел грабливец, вака, одозго, има ние да бидеме во власт. Се сеќавам тогаш, Александар Николовски беше кај мене, а и му објавив тогаш еден твит, има значи година и пол, година, да, и неколку месеци. Рече, нема никаква коалиција со ДУИ. Знам колку хейт и муабети излегоа тогаш по Фейсбукот кај мене, лаже, нема врска и така натаму. Еве не сега, после подолго време, остана на зборот. ДУИ не е во власт. И дали се сеќавате за заканите? Војна, искачање на улици, пушки од таваните и така натаму. Еве ви, што не ви е јасно? Ама горат отпад, гори ѓубриште, горат депони, гореа пожари. Дали сваќате дека секој ден со месеци наназад Македонија се бори? Што е војна, бе, кажете ми? Што е војна, освен кога ќе си ја видите земјата во пламен? Да, буквално во пламен. Што е земјата во пламен? Републиката во пламен. Еве ви е републиката во пламен. Не, нема ништо да ви пуштам звуци, не е ни потребно. Луѓето со многу вулгарност одека коментираат додека се гледа овој последниот пожар во Трубарево, каде што гори електронски отпад. Електронски отпад, тоа ви е од акумулатори, компјутери, телевизори и така натаму. Знаете ли колку метали, колку хемикалии содржи еден електронски апарат? Не. Може само да претпоставите, ама не знаете. За разлика од вас, па ја многу знам и тоа е просто вака неверојатно. Количините се минимални ако ги гледате по еден апарат, но кога ќе се соберат 1, 2, 10, 100 и кога ќе се запалат, тогаш е страшно. Кажете ми, што е ова? Ова е природна непогода? Ова е само запалување? Или ова е подметнат пожар? Ако е подметнат пожар, кажете ми што е? Тероризам? Да, тероризам. Ако тероризам не е вовед во војна, што е? Но, знаете како, ако прогласиме војна состојба или воредна состојба, тоа значи делегитимирање на сите институции за демократијата и тоа нив ќе им одговара да ја продолжуваат што е можно ситуацијата и да се наметнуваат како фактор без кој не се може. Поточно, да ве убедуваат дека или они ќе бидат на власт, или нема да видите бел ден. Тоа е опозицијата. Тоа е моје скромно мислење. Ја немам докази, ја не сум истражител, ја не сум ниту, не знам, специјален. Имам здрава памет. Кому му одговара да гори Македонија вака? Секој ден, every fucking day. Македонија гори и Македонија е во војна. Тука немам двојби, драги мои. И сега памет во глава. Прво вие што треба да направите е да не уцвикате. Второ, треба да бидете активни. И треба да знаете кој е непријателот. Дали гледате сега каде иде хейтот? Како бе све, разбирливо е, нели, кој е на власт, тој е одговорен. Кој ги подметна пожарите? Ова кај нас почнува од Кочани наваму. Јас ви велам дека за некоја година ние страшни работи ќе сватиме. Ние имаме човечки жртви. Во име на што? И во име на кој? Ова е специјална војна. Ова е војна. Ова не е фронтовска војна. Ова е
на војна, ама ова не е војна за занемарување. И треба да знаете кој ви е непријателот. Како бе никој не се прашува кој ги подметнува пожарите. Како никој не се прашува зошто никој не е уапсен. Фала Богу. Не сакам да се мешам по социјалните мрежи, инаку прилично лајам и гласен ми е постот мој, но нели, за пожарот во Трубарево приведени 4 лица. Истрагата е во тек. Дали сум задоволен? Не. Затоа што првите двајца се газдите на објектот кој може и абер немале. Другите двајца можат да бидат посомнителни. Но има овде цела партиска структура кој стои за ова. А кога премиер ќе ти каже дека за ова стојат внатрешни, но и надворешни структури за ова палење на Македонија, тоа ми дава прво надеж и уште поголема вознемиреност. Ова е голема ситуација. Ова е бара будност од сите нас и бара фокус. Следниви избори ќе биде газење. Затоа што знаеја, ги видоа рейтинзите, ги знаат резултатите. Само радикализација ќе им помогне. Затоа, драги мои, не ја давајте Македонија, затоа бидете паметни и знајте од каде дува ветерот, кој ни е непријателот и што не очекува.